Јули и август се месеци кога на Полошкото подрачје значително се зголемува фреквенцијата на граѓани на јавни места, во дуќани и угостителски објекти, поради доаѓањето на печалбарите во родниот крај. Летото е и период кога се прават голем број свадби и други семејни свечености. Сето тоа води кон пораст на ризикот од ковид. Медицинските лица велат дека на масовни собири вирусот многу брзо може да се шири заради близината на контактите и неможноста да се следат препораки и мерки за заштита. На свадба каде да ги оние мерки да се спроведуваат, значи ни бидејќи че има блиски контакти со луѓето, само Господ да не чува. Тоа можам да кажем, ништо друго. Ние ќе бидеме во готовност, сега во ексат гастроинтестиналните симптоми со повраќање проливи, ама гледаме дека и со такви симптоми луѓе имат и позитивни тестови. За жал, ние ќе бидеме подготвени на све. Лекарите ја повторуваат потребата од имунизација и апелот граѓаните да се вакцинираат против коронавирус во што поголем број. Како фактор плюс за можен нов ковид бран ги посочуваат летните одмори. Нека се вакцинираат, апелот да се вакцинираат, еве од понеделник се рачуна да без термин да се почне да се вакцинираат и помладите и постарите, фактички тие што немаат мој термин, им советувам без разлика која вакцина, важното е да се вакцинираат. Бидејќи слушаме еве во соседниве држави, Грчка е доста зафатена, а ние одиме на летовање таму, да не се вратиме со короната назад. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, во земјава има вкупно 160 активно заразени со корона. По региони предничи Скопје со 58 случаи, а по него е Тетово со 38. Гостиварското подрачје има 4 активно болни. Во однос на имунизацијата, во земјава вакцинирани се над 408.000 граѓани, а ревакцинирани повеќе од 243.000.